Добре дојдовте во уште една магична сцена. Денеска со мене се Наташа Поплавска и Сергеј Димовски. Добре ни дојдовте двајцата до магична сцена. Вие сте дел од Боливуд, можам слободно да кажам, една од ретко убавите представи во 2019 година, кога станува збор за представа која што моите критериуми ги задоволува до максимум. Наташа Поплавска како режисер на представата, Сергеј како еден од младите надежни актери во Македонија, кој што сигурно чекори и кој што секоја представа која што имам гледано досега до совршенство е направена улогата во која што Сергеј како лик учествува. Што се однесува до Боливуд, можам сигурно да кажам дека јас кога ја гледам една представа, ако уживам во представата сите тие минути од почеток до крај, тогаш за мене е таа до совршенство направена представа, каде што освен актерите, кога гледам некоја представа, знам дека актерите сигурно ќе ја завршат својата работа како што треба, најавам стално и сум на страната на актерите, стално ги критикувам режисерите, сценографите, костимографите и сите останатите, стално сум, не знам како, некако повеќе заштитнички кон актерите, затоа што па теретот паѓа најмногу на нивните на нивниот грб, кога ја гледа човекот представата, го гледа актерот, не гледа она во позадина што е направено. Но затоа па јас кога ќе видам представата дека е до совршенство направена, тогаш главниот акцент го ставам на режисерот, односно оној кој што е одговорен за да излезе една таква добра представа, тоа си Наташа ти во Боливуд. Добро ни дојде во магична сцена. Добро ве најдов. Драго ми е дека ќе имаме прилика да поразговараме за она што на некој начин и за мене ја обележа 2019 година. Станува збор за представа која што е во театар комедија во Скопје. Неколку изведби беа во 2019, очекувам во 2020 да има многу повеќе и очекувам публиката да се тепа, да дојде да ја гледа таа представа, се работи за мюзикал. Кога станува збор за мюзикал, некако има отпор кај публиката, посебно кај младите, викаат леле мюзикал, сега овие нешто ќе пеат, па нема да разбериме како е што е. А всушност Наташа тоа најубаво го знае со поставувањето на првиот мюзикал во Македонскиот народен театар, тоа е Чикаго. Помина фантастично, се бараја карти повеќе, потоа следуваше мюзиклот Мама Мија, кој што мислам можеби и уште е на репертуарот, не сум 100% сигурен. За жал и тој не е. Па еве посакувам, ако ништо друго, барем Чикаго да се врати, а на Боливуд сигурно му посакувам голем успех, сигурно поголем отколку овие мюзикли Чикаго и Мама Мија, кој што не е туку така едноставно да ги задржиш на репертуарот, затоа што во позадина има многу други пропратни работи. Ајде кажи ми нешто како одат мюзиклите еве Чикаго, Мама Мија, зошто ги нема на репертуарот и дали имаат можност да ги има, и за Боливуд како дојде на идеја да ја направиш Боливуд во театар комедија и зошто повторно мюзикал? Еве сега вака ќе бидам искрена, значи она што ме прашуваш за Чикаго и за Мама Мија, немам одговор. Затоа што, како што знаете, репертуарската политика не ја правам јас, ја прават управата на театарот и управните одбори. Чинам дека се работи за нешто што е за мене апсолутно нејасно. Може би е близко до ова што сега ти го кажа, што ке ни е на мюзикал. Мислам дека најмногу се работи веројатно за тоа. За жал, публиката мене во пред Нова година, затоа што некако се научи скопската публика да очекува од мене мюзикал пред Нова година, така беше пред веројатно година и пол или две со Мама Мија, пред 4 со Чикаго. И почна да се ствара некоја традиција дека во оманата ќе се случи мюзикал. И очекуваа дека и ова година, за Нова година, ќе се случи нов мюзикал. Откако некако сватиле по медиумите дека нема, многу луѓе кои што ме знаат и кои што не ме знаат, кои што ме запознаваа во случајни луѓе, да речам во банка или во една продавница, кои што на некој начин ме препознаваа дека сум тоа јас, праша токму за Чикаго. Зошто не се игра, се јавиле во МНТ, барале, прашувале, така што немам одговор. Тоа е моја голема болка, морам да признам, зашто не се игра, кога и актерите, и музичарите, и балерините, и публиката, и јас, сите сакаме да таа представа постои. Јас имав напор во 2019 да ја ставам представата повторно на сцена,
дури со господинот Васко Ристов и со Симона Огриновска разговаравме да, бидејќи тоа беше, ако се сеќавате, копродукција на Македонскиот народен театар и Македонската опера и балет, а оркестарот беше од Музичката академија кај нас. И со господин Васко Ристов од Македонска опера, од Национална опера сега и балет, разговаравме да го префрлиме Чикаго на сцената, на нивната сцена. Тој беше многу расположен да секако да се игра, затоа што тој беше лидер на оркестарот во тоа време. Чикаго бара голем корпус на дувачки инструменти, се разбира, се работи за джез музика, која што започнува со една труба, така да тој беше човекот кој што се грижеше за оркестарот и него му е болка што не се игра Чикаго. Симона беше расположена да после тие 20 представи на Чикаго кои што се одиграа овде, да следните 20 представи бидат на таа сцена како копродуценти. Но, за жал, Министерството за култура не одобри, јас барав како Арт Медија, да влезам како трет партнер, како што и започна фактички целата приказна со Чикаго пред 14, уствари сега веќе години. Тоа беше проект на Арт Медија, на мојата организација. Значи, побарав средства од Министерството за култура, се работеше за минимална сума со која што треба да се продолжат авторските права, или плаќањето на 1% од она што се вели авторски права. Тоа се навистина, како да кажам, смешни пари во однос на продукција на една толкава представа. Се разбира зошто се тоа смешни пари, затоа што се работи за Македонија и продуцентите на Чикаго, како и на сите мюзикли, ги рачунаат авторските права по продажба на еден билет и начинење на билетот. Чикаго чинеше поевтино од цената на билетот, тогаш беше 600 денари, за разлика од Мама Мија, која што постави повисока цена на билетот. Затоа што за Мама Мија пак имаме, значи за Чикаго директно јас комуницирав со продуцентите на авторските права, тоест со агентите на авторските права, а за Мама Мија авторските права за Балкан беа откупени од еден човек, продуцентот, тоа е Јури Франко, продуцентот на Мама Мија за цел Балкан, односно за Србија, Словенија и така натаму. Тој е познатиот скијач Јури Франко, кој што во последни години се занимава со продукција на мюзикли. И тоа се разбира од љубов, бидејќи неговата сопруга е пејачка, мюзикл пејачка и актерка. И така некако после Чикаго јас баш бев во Прилеп на представата, на премиера дента кога имавме за представата која направи последниот текст на нашиот голем драмски писател Горан Стефановски, а тоа е Фигуре Венерис Хисторија. Многу убава представа. Тој ден таа представа исто за жал Скопје не ја виде, меѓутоа беше наградена на Црногорскиот фестивал Никшиќ со 3 награди, и така жалосно што не ја виде Скопје, жалосно што Охридско лето и покрај тоа што се посвети на Горан Стефановски немаше слух да ја покани токму представата, последниот текст на Горан Стефановски да ја види нашата публика. Но тоа е друга една тема. Сакам да речам на тој ден, баш на премиерата, добив повик од Словенија. Имаме една другарка, мислев дека е таа, но беше продуцентот на Мама Мија за Балкан и рече: вие сте Поплавска Наташа која го направивте Чикаго. Ние разбравме дека е тоа совршено добра представа и така натаму, и знаете, многу е возбудливо кога некој од страна ќе ти каже дека нашата Чикаго се вброила на највисоките оценки на мапата на светот на Чикаго, затоа што Чикаго има своја мапа и Македонија како земја прв пат е ставена на светско бродвејската мапа на светот, што за мене е лично и за воопшто македонскиот театар е голем успех, сметам. И така се случи Мама Мија како поклон за она што го направив со Чикаго. И сега, откако разочарана и повредена што представите не се играат, а не сакајќи да се откажам од жанрот, случајно во 2018 на Нишвил фестивал, каде што бев во жири, ја видов оваа представа Боливуд изиграна од Народно позориште во Белград со актери од тамо. Имав прилика и веднаш да ја запознам и писателката. Се заљуби во представата, се смеев многу и уживав исто така. Имав прилика некој половина час после представа да разговарам со нив и веднаш го побарав
од писателката Маја Пелевиќ, таа е млада писателка српска, во голем подем, има некои 35-6 години да кажам. Работи на туку што излезе една голема серија, Јутро ќе променити све у Србија, доста младалачка и како писател има една интелигентна, паметна реплика, а не преоптоварена. Така што и има тој еден што, како што кажа и ти, како што велат и другите, еден интелигентен хумор, кој што мене ме предизвика нели за творење. Таа веднаш се согласи да го направам, а потребата беше да јас продолжам со тој жанр, особено со Сашо Ристовски, мојот директор на театар комедија, кој што мене ме нели познава како долги години, ние сме некако деца, како да кажам, кои што сме трчале по МНТ, нашите родители работеа во МНТ, па така некако и ме знае со години наназад и тој сметаше дека јас како вработена во театар комедија требам да направам некој мюзикал. Ние сакавме да направиме и некој голем, ваков, сличен како што беа Чикаго и Мама Мија, но земајќи предвид дека Министерството за култура го намали буџетот за театар, на сите представи имавме големи турбуленции минатата година во поставување на програмата, па програмата се враќаше и така натаму. Ние решивме со Сашо да го промениме текстот и Сашо со големо отворено срце го прифати Боливуд да го работиме. Значи се работи за, како да кажам, саркастичен наслов на мюзиклот, со самото тоа што некако не знам публиката може би очекува дека ќе види Боливуд во права смисла на зборот, но ова се работи повеќе за една кабаретско мюзикал форма, која што има своји 12 сонга и нели тексти измеѓу. Гениалниот автор на музиката, јас побарав можност, поучена од претходните мюзикли, кога ги купуваш авторските права, ги откупуваш со музика. Со авторката разговаравме и побарав да направиме ние наша музика и таа беше многу согласна, сметајќи дека со тоа ќе добиеме автентичност на представата и ќе биде поразлична од белградската. И навистина таа е многу поразлична од белградската. Со самото тоа што музиката е направи Огнен Анастасовски, познат за публиката како и како композитор и изведувач, но и познат и по бендот Bay the Fish, кој што веќе не екзистира на сцената како на музичката сцена како бенд, но Оги работи многу за театар, се развива одлично како композитор и особено има чувство за творење на мюзикал, односно да кажам на сонг. Затоа имаме совршени по мене прекрасни 12 сонга. Убавото во тоа беше што ги работеше според нив. Ние имавме една проба заедничка на крајот на минатата година, на сезоната, практично ствари не година. Во јуни се собравме сите, Огнен имаше можност да ги слушне, да ги види нивните квалитети на актерите кои што ги одбрав. А еве би ги спомнала сите, тоа се ќе позапочнам од Жаклина Стевковска, па натаму Атанасовски, потоа Жаклина Петровска, кои ги толкуваат улогите на првакот и првакињата, потоа младиот глумец Сергеј Димовски, младата глумица Ева Скендеровска, Ромот Жарко Димовски и Мија Кантарџиева, како една нова глумица на сцената, која што на сцената на комедија, која што ја толкува улогата на работничката. Се работи за една, како да кажам, како авторката што би ја рекла, утопистичка бајка. И баш дека е таква, јас оваа представа ја посветив на мојата кирка, Елен, која што има Еленива, која што има 14 години. И сметам дека ова е представа за токму за таа генерација, која што топрва треба да расте и да биде свесна. И интересно е што веќе е свесна со што се осреќава дека живеат во едно општество на транзиција и дека се спремни да го направат тој голем, како да кажам, мачкин скок на огромна промена во општеството. Се надевам дека представата стварно ќе допринесе во развивање на нивните вилги и многу ми е драго што неколку така млади луѓе што беа,
сакаат пак да гледаат представата. Се разбира, она друга публика, пак исто така се пронаѓа себе си, затоа што се работи за она што го поминуваме 20 години наназад. Така е една тешка траурна транзиција. Сергеј, убави зборови со Наташа кажа за вас екипата од Боливуд. И јас можам да кажам дека до совршенство ви беа направени на секој од вас посебно улогите. Многу интересно беше и со сонговите што ги пеевте, точно, прецизно сите, но исто така беше и она минијатурна и сценографија и кореографија каде што просторот на самиот театар комедија толку дозволува да беше тоа поставено. Јас кога гледав представата цело време викав ова да беше обманата, тоа ќе беше друг уште пораскошно, но и самиот простор во театар комедија и самите тие минималистички сценографии и костими направија толку убаво чувство на ние кои што ја гледавме представата. Јас ми беше тешко што заврши представата, не сакав да заврши представата, сакав да трае и да трае. Нешто на кога ќе прашат колку трае представата и кога ќе кажеш 3 сати, па мислиш, тоа нема да може да се држи, или ако кажеш сати 20 минути, супер, ќе помине лесно. Луѓето така почнуваат да ги гледаат според сатница представите, дали им се допаѓаат или не. Има луѓе кои ќе слушаат дека е 3 сати, воопшто не оди на представа, зашто знае дека нема да му се допадне, а има луѓе кои што одат за сати 40 минути или сати и пол, што знаат дека ќе им се допадне, односно ќе можат да издржат. Тоа е виновна филмската индустрија. Да можат. Кажи ми како ви беше вас од таа страна кога слушнавте дека ќе се спрема Боливуд, не знам колку бевте информирани претходно, колку знаевте го, добивте текстот, сигурно го прочитавте. Се надевам дека на секој од вас што сте актерите ви беше предизвик да бидете дел од Боливуд, знаејќи Наташа како реномирано име што се однесува бар до и воопшто како театарски режисер, но и до овие мюзикал режисер, затоа што пак има мала разлика, треба уште нешто малку повеќе да знаеш за да направиш мюзикал. А посебно тебе, како младичот и како млад актер кој што си во театар комедија, вработен од неодамно, од 2019 година, се множат улогите. Јас те следам тебе од почеток, од самиот старт, така што знам дека станува збор за еден врвен актер кој што сите представи кои што ги има досега направено, се надам дека ќе имаш уште плејада такви приубави улоги, ќе ги направиш до максимум точно и коректно. Пред се ти благодарам на убавите зборови и на поканата. Ова иначе моја втора представа што ја работам со Наташа. Претходно ме зеде да играм во драмски театар во Венецијанскиот трговец, додека се уште бев на студии и таму имаше собрано една одлична екипа од актери. За жал сите бевме млади, се уште не дипломирани некој од нас и представата со себе носеше голем број на хонорарци, да ги наречам, и тоа е една од причините зашто умираат представите. Штета. Има толку многу талентирани невработени актери кои поради ова или онаа причина не стигнале да го земат своето место во националните установи, и кога некој прави представи со нив, тие што ги водат театрите според некоја нивна математика не можат да ги исплатат и така умираат дел прекрасни представи. Текстот е одличен на оваа представа, уште од првото читање кога го прочитавме сите заедно, баш така не фати сите, не зграбчи, затоа што носи во себе една силна порака за ова време што живееме и она време што поминало и она време што доаѓа. Никогаш повеќе не сум се согласувал со Наташа во животот од нејзиниот коментар дека оваа представа е точно за оние млади генерации кои според мене се единствената надеж за оваа наша држава, единствено младите генерации можат да ја спасат и оние стари генерации кои го отфрлаат оној конзервативен начин на гледиште на нештата, што во последно време е доста почест, гледам и по моите дома. Без образование никогаш нема да се смени ништо во нашата држава. Корен на се е образованието, поради тоа и загадено, поради тоа се случуваат и секакви работи по улици, секој ден читаме разни работи. Се додека луѓето не сватат дека треба да работат на културата и оние кои ја водат државата дека треба се што можат да вложат во културата и во образованието, никогаш нема да се помениме, па и 300 години да поминат, се ќе остане како што е, но се надевам дека тоа нема да биде така назад на представата. Ликот на младиот воопшто не ни постои во текстот, но Наташа сакаше да играм во представата и јас
прифатив и таа и претходно има и најверојатно имала и некаква визија за тоа како ќе го вметне ликот на младиот актер, затоа што во текстот е само младата актерка и не постои младиот глумец, но ние го додадовме младиот глумец. Некое време ги почекавме Наташа и преведувачката да ги склопат репликите и после тоа со тек на проби гледавме, мислам во тек на читачките проби некогаш сваќавме дека некоја реплика повеќе би одговарала да ја каже младиот актер отколку некој што е напишана за него и така го составивме ликот и сосема се вклопи во тоа целото. Представата е доста забавна. Јас би рекол дека е тој хумор, не знам зошто сум толку влюбен во апсурд, уште од на академија кога работевме апсурд, прво тоа нешто што ме зграбчи беше апсурдот. Многу ми се допаѓа и затоа се чувствува една така тенка линија на апсурд, затоа што еве на пример има сцена како одеднаш актерите си одат од театарот, има сцена каде што се веќе тука, веќе поминало време, а и во апсурдот поминува време како што сакаш, како што авторот напишал. Се надевам дека оваа представа ќе продолжи да се игра и под наводници нема да умре како некои представи што се случува да умрат сега за сега. Доаѓаат многу млади да ја гледаат. Од моите другари кои посетуваат театар, многу често слушнав прекрасни коментари и од луѓе кои не ги познавам исто така. Така да сметам дека оваа представа ќе живее и понатаму, и ние актерите уживаме додека ја играме. И е баш онаква представа каква што убаво си поминуваш додека ја играш, а ние живееме за такви представи. Фризурата, имавме неколку идеи за фризурата и пробавме вака, пробавме така и една проба решивме ајде сосема да го откачиме, мислам изгледот на мојот лик затоа што е младиот и треба малце некако да го одвоиме, си рековме и ете, ја направивме таа фризура, на сите ни се допадна, се смеевме, цел ден беше откачено и ја задржавме. Да. Час сладко, час лутко. Пробај ги новите Чоко Стоби Флипс Dark and Chili со наизменича комбинација на чоколаден флипс и луто чили. Витаминка. Наташа, кога станува збор за текстот, па јас можам 100% сигурно да тврдам дека овој текст е најдобро преведен текст од било кој јазик, дали се од англиски или од било кој јазик. Иако српскиот и македонскиот се блиски јазици, сепак за да го направиш ти текстот превод да е идеално да звучи на твојот мајчин јазик на македонски и до таква точност и прецизност да е направено, тоа само мајстори може да го направат, значи ви честитам и тебе и на помошничката твоја што го правиш сето тоа. Па тоа е вака, со мене веќе долго години работи Наташа Илиевска, таа е преведувач и професор по англиски, првенствено. И со неја ги почнавме уште Чикаго, па да го работиме и па натаму и мама Мија. Се разбира дека, па и Боливуд. Она што е важно дека јас секогаш земам некој што ќе се бави со припевод на песните, значи одвоено од преводот на текстот. Така беше за Чикаго, но се разбира дека човекот кој што целосно е вмешан во ова злосторство сум јас и секогаш поминуваат низ мене. Овој пат Наташа Илиевска рече дека најдобро би било да се занимавам јас со припевот на песните,
заеднички, но некако јас да ја понесам како повеќе смислата, затоа што смислата и познавањето на луѓето, на актерите кои што ќе ги изведуваат тие сонгови. Затоа што јас ги познавам и некако додека таа го преведуваше текстот и ги преведе и сонговите, потоа доаѓа кај мене во рака и тогаш јас познавајќи ја музиката, кој што веќе почна да ја зборуваме како би била, уште не ја слушнавме како звук со оги, знаејќи ги актерите кои се, некако си ги местев работите така, како се вика, она шлагот и јаготките ги доправував во тие препеви. Се разбира, сето тоа не може без Сара и Ана, без оние кои што ритмички ќе ги почувствуваат сонговите. Така што тоа е една голема работа, навистина, за да стигнеме до момент кога ќе дојде текстот со се сонгови кај актерите. Ние имавме долг период од 3 месеци, убав период кај што можевме да го средиме тоа, Огнен потоа да ја направи музиката и затоа и преводот, односно и препевите звучат така како што звучат, односно звучат како да се направени за кај нас. Кога почнуваме со читачки проби, тука следи уште едно доправање заедничко со актерите, кога нешто ќе сватиме дека можеби е подобро да се смени у друга рима, на некој ќе му текне и така доаѓаат до совршенство. Така беше, например, и за Чикаго, со Арна и со Елена, и со Жаре. Тие сами успевавме да ги доправиме работите за да звучат. Она што е интересно е дека самата авторка Маја Пелевич, кога дојде и кога ја виде представата, прво Се заљуби во Сергеј одма. Мамке, ќе ме почудите. Улогата на твоја, да. Се Нова, знаеш, таа нема напишано, се одеднаш и доаѓа нешто ново. Она што она го виде е тоа дека оваа представа на вистина е како да го пишувала за Македонија во овој момент, затоа што таа секако следи што се случува кај нас и на политичката сцена и воопшто во целото општество и на социјалната сцена и на театарската сцена. Беше изненаден. Боливот повеќе асоцира на Македонија отколку на Србија, тоа сигурно. Не, исто е, нема голема разлика. Не, но некако се подудрија некои случки кои што ептен соодветствува како што не знам, Европска унија и борбата да се влезе во Европска унија, па ние имаме нели една песна Прешајте Европа лесно е со нас и така натаму, мислам многу работи се подудрија, имавме претходно некакви случаи кои што после тоа алудира публиката, прашуваше дали ова го направивте намерно. Не. Нели потоа има една реплика која вика Македонија на македонците. Кај нив беше тоа Србија србима. Така да ништо не е направено, како да кажам, за нас. Се е само добро преведено и навистина функционира совршено за Македонија. Да не ги заборавам, би сакала да кажам дека овој пат, за разлика, бидејќи се работеше за мал буџет, се работеше за помал во бројка на људство, да кажам, на тим кој што треба да биде од овие големи мюзикли, нели, глумците се 7, решивме да не зимам бале, директорот ме посоветува да не се расплинувам многу во смисла на соработници, да види што можам јас од себе најмногу да исцрпам. И така, за прв пат јас решив да сама ја правам кореографијата, да не е тука со мене мојата долгогодишна соработничка Олга Панго. Така што јас имам учено балетско училиште и како што знаете и правам и балети, но не како кореограф. И многу беше интересно што патувавме првите проби со Сара и со Ана, и со Огини беа во филхармонија, потоа во Македонскиот народен театар, горе во балетска сала ги работевме кореографиите и музичките проби и неверојатно кореографиите ги направивме тие 12 сонга за многу кратко време, значи дали се работеше за 5 дена, нешто така. Значи имавме некаква заедничка, ја не можам да кажам дека јас ја правев кореографиите, заедно ги направивме, затоа што тоа беше просто, јас викав, брзо да завршиме, зашто еве Талија тука е, кај нас. И ја мислам дека тоа некоја енергија која што ја оставив заедно со кореографите,
и асистентите на кореографија Ирена Лозинска, кои што цело Чикаго и цела Мама Мија се направија првенствено таму во балетската сала, па после се симнаа доле. И мислам дека тоа е енергија која ние сме оставиле таму и некако за тоа вака брзо се случија овие кореографии. Па на крај веќе спремни со кореографија ние дојдовме на сцена и научени сонгови, исто музиката идеше за... Јас бев изненадена за колку кратко време и сватив, уствари научив нешто, дека кога ќе им поставиш некаков лимит на Сара и Нана, веројатно Сара и Јана се такви, тие имаат како моќ да направат поише од тоа што си им поверал. И сега јас, например, реков, имате 15 дена да ги научите сонговите, они ги научија за 10 дена. Така скратија 5 дена. И се одеше побрзо и многу баво. Со огромна љубов работевме сите и стварно уживавме, имавме кратки, а ефикасни проби, работевме од 10 до 2, не траја бесконечни пробите, исто кога дојдовме на сцената на комедија, бидејќи имаше и фестивал и така натаму, ние не можевме поише од тоа време до 2 да работиме. И тука би ги спомнала моите соработници кои што пак не би можела ба ни в тоа Емил Петров, кој што го работеше видеодизајнот, сценографијата, дизајнот, заедно го работевме костимот, да кажеме. Тука е Милчо Александров, кој што ја направи светломагијата, дизајнерот на светло, кој што е со мене на сите представи. Тука е Бојан Угриновски, како аудио дизајнер на звук, кој што го пренесе своето знаење на сцена на комедија и нашите тон мајстори, Томи и Гоги ја превземаа целосна работата за да нели звучи така како што звучи. А директорот се погрижи заедно со техничкиот директор и со маги да ги обезбедат сите потребни работи да Боливуд излезе во вистинска смисла, значи да имаме убаво платно кое што нема шавови, да имаме добар проектор кој што таа проекција ќе може добро да се види и сето тоа допринесува нели да представата биде во такво светло. Представата ниту требаше да биде во голем театар, ниту соодветствува по текст да биде во голем театар, затоа што се работи за театар кој што се случува во напуштена фабрика, така што театар комедија е вистинското место за идеалното место за оваа представа. Но пак ќе кажам, без овие творци неколку ја што ги викам магионичари кои што на крај на моите представи доаѓаат, последните да речам 2 недели, тоа се тие тон мајстор, аудио мајстор, видео мајстор, светло мајстор, кој што ги спомнав, доаѓаат и со една многу позитивна енергија ја доправаме целата представа да изгледа така како што е на актерите. Тоа не им пречи, него така ја почнуваат да ја чувствуваат малце порано магијата. Јас за разлика од моите колеги правам повеќе генерални проби, особено кога се работи за мюзикл, повеќе затоа што е тоа просто потребно, особено за вакви представи, да машинчето, ја што викам, да проработи. Сергеј глумеше и во Битолски театар, глумеше и во твоите почетоци беа во театар комедија. Точно. Ти имам гледано во сите представи каде што си настапувал. Првата премиера ми беше во Велешки. Првата премиера општо во животот ми беше во Велешки, додека бев на втора година на студии. Па потоа беше во Битолски, па во комедија. Мислам, во комедија ние имавме некаков договор со тогашното раководство на театарот за представата приказните на заборовените предци, а продукцијата беше од Народен театар Слојштица, кој се надевам дека ова лето повторно ќе се собери и ќе сработи представа. Така се најавува. Да, а што беше прашањето? Потоа повторно беше во Битолски. Да, потоа повторно бев во Битолски театар и Прв пат си како вработен. сега сум вработен. Па да, бев во Битолски театар, таму играв Дон Жуан во режија на Андриј Цветановски, играв со Дамјан Цветановски, тој беше Дон Жуан, ја бев Сганарел, всушност ние ги делевме главните улоги во таа представа и потоа се вратив, мислам цело време константно паралелно студирав додека работев и во 4-та година не прифатив ништо на театарските сцени из Македонија, затоа што ја спремав дипломската и после тоа помина летото и имав среќа да се вработам на првиот конкурс што конкурирав. Доколку не се вработев овде, ќе конкурирав во друг театар, но мислам дека таму каде што сакав, таму и сум. Да, мислам се уште сум млад, имам само 24 години, само што наполнив 24, така да
комедијата од секогаш ме влечела. Можам слободно да кажам колку и да звучи самобендисано дека ми оди. И Но затоа е совршен драмски актер. да, би сакал понатаму нели во животот да пробам и други работи. Мислам не сум се ограничувал никогаш во животот за ништо, за една работа и само таа, мислам во тоа е убавината на актерите да пробаат се и се што во животот, се додека е филм и театар. Можам само да кажам дека претходно, пошто си бил хонорарер, затоа и не можеле толку да ги исплаќаат хонорарите, па ги крателе долготрајноста на представата, а сега, пошто веќе си вработен, мислам дека Боливуд ќе нема таква, театар комедија ќе нема оптеретување за твоите финанси да ги плаќа, па ќе игра представата едно 6-7 години. Дали ме разбра убаво, се случува да има, например, во една представа, како што Наташа направи, да, со венецијански трговец, во таа представа, например, имаше 7 души кои бевме хонорарци во тоа. Представата беше одлична, супер процес, мислам, одлична екипа и добро профункционира представата, но меѓутоа ете. Да, и 2 награди се добавме и да, но ете, театарот не можеше да ја издржи таа представа. За тоа мислев, не мислев дека јас некогаш сум бил. Тава работа ни Затоа е. и како што кажа, затоа и го мислевме тоа со Сашо, да не ја оптовариме Боливуд со нешто повеќе, како на пример балет или како не, затоа што сето тоа носи, а стварно беше минимален буџетот и 20 издржа, значи со кратење на моите соработници, како што реков, се разбира. Дојде Саша Евтимова на крајот на процесот да ни помогне, да не дореди уште малце за да тоа изгледа совршено. Олга Панго работеше некаде надвор, не можеше да дојде, но мораше да се скрати и да се мисли да не се зимај актери од страна, да не се оптари. Тоа беше, да кажам, продукцијско размислување, а мене ми одговараше, пошто јас не сум работела со нашите актери од Лисистрата, тоа беше 2014, мислам. Сергеј, бидејќи го знаев и ми беше ептен драго дека го примија во театар комедија, работевме и навистина навивав за него, јас за него кажав, заедно со Јовица Михајловски, кој што го играше Шајлок во венецијански, и токму тој зема награда, како и Стефан Вујсич за улогата на Порција. Тој во една вечер после проба разговаравме за целата млада екипа и заклучивме дека Сергеј Димовски е неизбрусан дијамант кој што треба да го брусиме. Тоа е Сергеј. Да. И јас нели кога добив прилика за брусење одма го зем. Она го избруси дијамантот. Не, па супер беше кога чув дека е примен во комедија, знаев дека ќе се најде убаво со овие колеги, затоа што пак постарите колеги, веќе постари како Атанас, се одлични партнери, од кои што можеш само да добиеш поддршка, да учиш или од жаре. Девојките исто, и можам да кажам, после долго работа на сцениве на македонскиве театри, дека театар, комедија, на вистина, тимот актерски е еден кохерентен тим, на вистина се едно семејство, се почитуваат многу сите, со голема љубов работат сите, и тоа е тоа што ги прави представите. Убави, таа љубов се чувствува. Мене тоа публиката ми го рече и за Боливуд, дека се чувствува огромна љубов меѓу екипата. Таква иста љубов најдов во Прилепскиот театар, каде што ги направивме Буре Барут и Венерис представите. И тоа се една моја колешка од Белград, тоа го нарече како да се кое што постојано само они работат и се изолирани во својот свет. И затоа се раѓаат така убави представи. И мене ми е многу драго што, еве да речам, со некој од нив како Ева, Жаки, Атанас се сретнавме повторно на сцена, со Жарен или во меѓувреме тука, во МНТ работевме, но со нив на сцената на комедија се сретнавме повторно и видов дека израснале во големи актери. А пак се Жаки Стевковска, сме поминале неколку независни проекти заеднички, со кои што сме си поминале одлично. Потоа во министерка ја играше бившата министерка Ната,
која што со самата појава на крај на представата беше бравурозна, значи не можеше две реплики да каже, публика ја дочекуваше со аплаузи ненормални. Така што ептен ми беше драго што Жаки Стивковска се врати од Хрватска, се врати повторно во комедија, затоа што навистина го носи тој жанр во неа, без претерување да ја извлече таа комедија на површина и публиката да ужива. Ви благодарам многу што ни бевте денеска дел од Магична сцена. Јас ги поканувам сите гледачи кои што ја гледаат Магична сцена и тоа го правам од се срце и на сите што ги познавам во животот, да им кажам да одите да се изнауживате, не да се изнасмеете, него да се изнауживате, затоа што Боливуд не е само да се изнасмееш, тоа е баш да уживаш. Сите сетила твои до максимум можете да ги орасположите на некој начин. Јас сум таков режисер, така сум научена од малечка, веројатно затоа што поснав на сцената на балетот и операта, кај што сите представи беа магични и мислам дека треба сите сетила да се наполнат на публиката. Само ќе да се надоврзам на тебе, публиката може да дојде да гледа Боливуд на 30 јануари и на 14 февруари за денот на заљубените или денот на виното, Цвети Трифун, значи се игра Боливуд. Повелете, па ќе пиеме заедно после тоа. Сигурно. Ви посакувам да уживате кога ќе гледате Боливуд, а вам ви посакувам преубави проекти. Дај Боже Чикаго да се врати, зашто навистина тоа е нешто што му недостига на Скопје и што беше навистина атракција кога се појави. Се надевам дека ќе има слух некој од Министерството тоа да се врати за што е можно поскоро. Време, Наташ, ти посакувам убави представи да имаш, Сергеј ти посакувам убави улоги, убави љубови, млаци, па сега зграбчи го денот, како што се вика. Фала многу. Фала тебе многу за посветеното време кое што го посветуваш и твојата љубов кон ова што го работиш веќе со децении, можам да кажам. Еден од ретките кој што, така да кажам, ретка птица на театарската сцена од другата страна. Фала и многу.